Светијата со Господ што се здружиле. Чита Александар Станојков. Еден светија многу му се молел на Бога за да бидат сите луѓе прави. Господ сполај му се престорил на човек и седнал на еден пат кај што се одило на еден манастир. Секој што поминувал за да оди на манастир, го помолувал Господ за да го кренат нарамо, за да го однесат на манастир, чунки беше болен Господ и стар препраен, ја не можеше. Секого што го помоли, никој не приима за да го носи. Светецот застана за да се пули и Господ не му велеше нему за да го крени. Се чуди и дури му се нажалити, мнозина помоли Господ и никој не го крена. Старче, му рече светијата, ако сакаш, ела качи ми се мене, за да те однесам на манастир. Сполај ти, брате, му рече Господ, што ќе ми сториш едно добро, за да ме однесиш на манастир. Му се вкачи на рамо Господ и му се стори лесен како пертов. Гледаат колуѓерите од манастирот и носи сила голема на рамо светијата и излегува со сите лити за да го пречекаат. Слезе Господ од светијата и му рече: Еј, човече, ти ми се молиш мене седно за да и направам прави како тебе. Арно, ама, како твоето срце ретко има. И за да познаеш какви луѓе има на овој век, богати сиромаси, да останеш и да поидиш во големиот град, кај што седи крало и патрико, да застаниш на мосто кај што ќе врват кога ќе одат во црква на Великден, да и покапуваш со една чаша вино и после ќе појдиш црква да поминиш помеѓу нив и да не му се поклонуваш. Чунки сите луѓе што ќе влезат в црква, првин ќе се поклонат на крало и на патрико, после пред иконите. Стори така светијата и од кога се испушти светијата, прати крало, та го викна светијата и му рече: Абре, човече, зошто не припознаваш ти крал и патрик кога влезе в црква преска за да се поклониш, како што сите што е адето? Како не припознавам, честити крале, крал и патрик? Јас припознавам, туку вие и патрико не бевте црква. Ти беше во големата бавча до најубаите трендафили, ручеше од тие убај манџи. А патрико беше кај таа љубовница. И ако не веруваш, прати во овој час да го најдеш оти тамует. Кога чу царот тие зборови, се зачуди на човекот како му погодил, оти како да беше знаел, како што си мислеше кралот од црквата, оти ручекот така ќе го јадел помеѓу трендавилите. Станал сам крало и пошол во таа куќа кај што му кажа светијата и вистина го најде патрико кај една безчесна жена. Тога и поверува крало, оти човекот бил светија. Паднал крало на молба на светијата за да му каже како да угоди на Бога за греоите што имал. Светијата му рекол да раздава 3 тоари пари по сиромаси. Крало го молил светијата парите да и раздајат заедно со него, чунки не знаел крало на кои сиромаси да дава. Приимал светијата и тоарил крало 3 тоари пари, та тргнале заедно да и раздаат. Се направил крало тебдил и, врвејќи по еден сокат, сретнал еден питач кај си седи на едно буниште и се викат: Дарувајте ме! Еве сиромав, му рече крало. Колку пари да му дајме? 1 пара ќе му дајеш, честити крале, оти овој не е сиромав, ами скржав. А ако сакаш да поверуваш, копај под него и ќе најдиш еден грнец пари. Кога видел крало, вистина грнец полн со пари. По друг сокак стрети една жена со партала јалиште и со неколку деца. Викат, пискат: Дарој ме Боже, чувај, брани! Еве сега, рече крало. Еве сиромашка, на ова колку пари да ја дам? На ова 1 пара да ја даеш, му рече светијата. Оти оваа е скржава, а не е сиромашка. За да го увери кралата го, појдоа дома кај жената и му најде во еден зид една шутка пари. Поминаа по друг сокак
И еве едно момче вјават еден конј со една аша арне и момчето со чиста промена. Ха, му рече светијата на крал. Еве, на овега да му даеш голема милостина. Бри, аман, му рече крал, на овега ич се дава милостина? Го запрел светијата момчето и го преколнал право да му каже. Арно, ама, најпосле кажало оти биле многу богати и честни трговци. Арно, туку и ватила голема штета и испаднале до толку, што домашните трпеле за леп и останале многу борчли, да сега оди в море да се удаи. Тога и крало се зачуди и извади да му даде многу пари за да се врати дома и пак да биде домаќин чесен. Шета 3 дни и 3 ноќи кралот со светијата по сите испаднати домаќини чесни, што и било страм да пропитаат. Умирале од глад дома затворени и их подари со многу пари, за да можат пак со напрежната сермија да потераат работа и да бидат домаќини.